Идејата за двојазичност, која за прв пат пред избори беше лансирана од партија од Македонскиот блок, во случајов СДСМ, се уште е жешка тема за политичарите и јавноста. Пред сите избори, барем досега, албанските партии беа тие што го отвара ова прашање. За многу аналитичари се уште е симптоматично зашто толку голема работа како проширувањето на рамковниот договор. Лидерот на СДСМ не објаснува пред македонскиот електорат, туку тоа го прави само пред албанското гласачко тело, за кое што се надева како што изјави, ќе му донесе многу гласови и ќе му помогне да ја освои власта. Сепак и некои проопозицијски аналитичари во своји колумни пишуваат дека нема ништо страшно во введувањето на албанскиот како втор службен јазик во земјава. Пример за тоа е колумната на Бранко Геровски наречена "Ајде да зборуваме за федерализација, зашто да не", која предизвика бројни реакции во јавноста, а во која се отвара темата за проширувањето на рамковниот договор, нешто што пред избори сега го направи Заев. Тврдам дека прашањето за обликот на уредувањето на заедничката држава не е целосно исцрпено со Охридскиот договор и со Уставот, и дека сосема е можно во периодот што предстои идеите за федерално уредување да се наметнат како многу сериозен предизвик за сите. Дел од интелектуалците во земја пак воопшто не се сложуваат со предлогот на СДСМ за двојазичност. Велат дека СДСМ треба да се огради од ваквите ставови на Заев. Професорот Цуцуловски пред неколку дена на Фејсбук напиша дека идејата за Македонија како Швајцарија е тесно поврзана со некогашните залагања на Ванчо Михајлов. Идејата за Македонија како Швајцарија на Балканите тесно е поврзано со залагањата на Иван Ванчо Михајлов, идеја против која се бореле и се борат сите искрени македонски интелектуалци и партии, вклучувајќи го и СДСМ. Но наеднаш господин Заев прави чудовидувачко салто мортале, потврдувајќи ја тезата дека спротивностите, колку и да звучи апсурдно, во еден миг и во една точка идеја идеално се поклопуваат, како на пример идеите на Михајловистичката ВМРО и лидерот на СДСМ. Ова е причина повеќе СДСМ да се огради од него и од неговите ставови, а ВМРО ДПМНЕ, без разлика на сите лудости што ги донесе со себе, сепак да не го прогласи за свој почесен председател. Критика за предлогот за двојазичност на целата територија на Македонија пристигна и од дел од професорската фела. Велат тоа што го прави Заев е само опасен политички маркетинг, за да им се допадне на албанците во земјава. Таквиот настап, некој може да кажат дека да, веројатно има некоја позадина, некој договор, зашто некој очекува од тоа нешто. Фрчковски кажа од тоа враќање во трибината во Словенија, дека се очекува дека ќе добие Заев 6% од албанските гласови. Кажа, истото го кажа тоа, тој Фрчковски го кажа дека она што очекувам дека ќе изгуби еден дел, добар дел од македонските гласови. Кои се тие македонци кои што мислат добро за Македонија, кои што би се одлучиле да гласат за опција која што се залага за уведување двојазичност, која што сега не постои во Уставот. Сепак сите се сложуваат дека ќе треба да ги почекаме изборните резултати и да видиме како ќе се развива ова сериозно прашање.